Ноќ во Харков, Украина. Новинската агенција Reuters објави дека при ракетниот напад е уништена пошта, при што загинале 6, биле повредени 17 На социјалните мрежи гувернерот од вториот по големина град во Украина го обвини Кремљ за експлозијата. Операторот на објектот рече дека сирената за воздушен напад се огласила неколку моменти пред нападот, оставајќи ги внатре без можност да избегаат и навреме да се засомнат. До зори, видео со дрон ја сними штетата како што објави националната полиција. Нападот уследи поснимената порака на украинскиот претседател Володимир Зеленски, во која тој рече дека разговарал со неговиот турски колега, претседателот Реджеп Тајип Ердоган, велејќи дека двајцата дискутирале за престојниот мировен самит следната недела во Малта за да се стави крај на руската инвазија на Украина. Но пред неколку дена рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров го поседи сојузникот, врховниот лидер на Северна Кореја Ким Јонг Ун. Ким ја поддржува руската инвазија на Украина. САД го обвинуваат дека ја снабдува Русија со оружје. Претседателот Бајден ги поздрави европските лидери во Белата куќа, каде што тој и неговите западни колеги ветија поддршка за Израел во војната со Хамас и ја уверија Украина дека поддршката нема да замре. Во меѓувреме, вооружените сили на Украина продолжуваат со напорите да ја повратат територијата на земјата. Украинските маринци се движат по левиот брег на реката Днипро за да помогнат да се отвори пат за засилување кон регионот Керсон. За цивилите во Украина кои веќе ја преживеа војната минатата зима, подготовките се во тек да се загреат, да подготват залихи со храна, доколку борбите повторно го нарушат снабдувањето со енергија, како што се случи минатата година додека температурата беше под нулата. Сето ова доаѓа за една недела во која украинските власти соопштија дека пронашле околу 14 артефакти, наводно украдени од Русин, запленети во сад на аеродром. Украинските власти велат дека уништувањето и ограбувањето на историските места од почетокот на руската инвазија изнесува стотици милиони долари загуби.